Джентлмен магазин е емисија која што се грижи за джентлмените. Джентлмен магазин е емисија за негувањето на добри навики. Но не само Джентлмен магазин го прави тоа. Има навистина прекрасни организации кои што се грижат джентлменството да е на високо ниво како што навистина е тука кај нас. Ние заедно со тие други организации ќе го направиме джентлменството и ќе го издигнеме на едно многу повисоко ниво. Да видиме за кого станува збор и со кого тоа јас денес ќе разговарам. Точно на време како вистински джентлмен и секогаш убаво дотеран и секогаш убаво скоцкан. Навистина ми представува огромна чест што еве имам чест да те пречекам и да дојдеш тука. Повели ќе се напиеме на убаво кафенце и ќе се продискутираме. Малку и не фати дожд, но тоа нема никаков проблем. Мојот денешен гостин е човек кој што се грижи исто така за джентлменството како што се грижи и Джентлмен магазин, затоа што знаете, а јас често кажувам, джентлменството е еден вид на изумирање, а ние сме тука заедно со ваквите луѓе да го продолжиме животот на тој еден загрозен вид. Значи, мојот денешен гостин се вика Игор и е навистина еден од главните кривци и виновници за тоа што се случува во Скопје изминативе неколку години, еднаш годишно. Distinguished Gentleman Right, човек кој што можам да кажам дека е деловен човек, човек кој што е и професор, човек кој што се грижи за реставрирање на олдтаймери, на коли, на мотори. Со еден збор, човек джентлмен. Добре ми дојде и официјално. Добре најдов. Како си? Благодарам на поканата. Добар си? Секогаш добро присуство на прав джентлмен. Баш ми е драго. Баш ми е драго, еве, конечно, тет-а-тет, двајца джентлмени, шала на страна. Еве, дадов некои работи, која сламка ќе одбереш за да кажеш ти кој е Игор? Од еден твој аспект. Па вака дефинитивно, значи, еве ќе почнеме од основното. Деловен човек, семеен човек, татко на две дечиња. Нели, деловната страна си е секогаш и семејната страна си го зема секогаш својот дел. Меѓутоа, во вакви пригоди јас секогаш одбирам да одберам страната на пасијата, на задоволството, а тоа се класичните мотоцикли, класичните возила, автомобили и практично таа е темата која што ми прилега за ваков тип на разговор. Кога сме веќе кај джентлмените, што представува за Игор поимот джентлмен? Па вака јас морам да кажам дека ја следам редовно вашата емисија и баш ми е задоволство дека гледам се повеќе и повеќе луѓе, доста и млади луѓе, кои што ги разбираат постулатите и тоа што ти го напомна, сакаат да одржат тој вид, изумирачки вид. Мене ми е многу драго дека гледам се повеќе луѓе, дека тоа веќе не е на изумирање, него дека веќе се обидуваме да го изградиме на веќе повисоки скалела. Така да луѓето кои држат до себе, луѓето кои имаат свој став во животот, луѓето кои се грижат за околината и за луѓето околу себе, се дефинитивно постулатите кои што се основите на джентлменството. Многу често, иако не е далеко, гледам паралела, односно поистоветување на джентлменството со хедонизмот, што сметам дека се многу блиски поиме, меѓутоа има една добра дистинкција, тоа е, нели, не значи дека хедониста е джентлмен. Да. Джентлменот би требало да е хедониста по некои правила, да кажеме. Би требало. Да. Кои карактеристики би требало да ги поседува еден джентлмен? Значи, како што реков, интегритет, внимание кон блиските, внимание кон општеството, внимание во секојдневната комуникација, начинот на кој го води животот, начинот на кој го живее животот, значи перцепцијата на убавите работи, почит во деловниот живот, почит во приватниот живот, почит кон блиските, кон пријателите, желбата за убави, за префинети работи, желбата за несекојдневни работи. Еве, јас
иако не го проговоривме тоа пред емисија, покрај пасијата со мотоциклите и со автомобилите, например, сум љубител и на часовници, така да можеби тој дел нели повлекува на кај хедонизмот, меѓутоа сепак нели интегритетот личен е нешто што треба да го одликува секој џентлмен. Да. Сега како Игор, како еден елоквентен џентлмен и пред се добар човек, ги гледа вистинските вредности и кои се тие вистински вредности? Па така, да, значи јас како што напоменав, нели, во секојдневното живење комуницирам и се сретнувам со многу луѓе. Се движам низ градската средина, меѓутоа начинот на кој што Игор функционира во таа животна средина, во деловната средина, е тоа што ја прави разликата дали си или не си џентлмен. Значи, ако јас сум човек од збор, човек кој што знаат останатите дека може да се потпрат на довербата која што јас ја давам, ако мојот збор има значение во комуникацијата, ако јас имам интегритет да сослушам, да помогнам, да едноставно да искомуницирам со пријателите и деловните и приватните пријатели, тогаш тоа сметам дека не одвојува од оние луѓе кои што не го прават тоа, да кажем. Да, и не се декларираат себе си како џентлмени. Ете, повторно пак ќе го спомнам Distinguished Gentleman Right, затоа што сакам навистина да влезе во увото на гледачот. Пред да проговориме за тоа, сакам да те прашам малку за твоето торпедо. Ете, малку да го доближиш тоа кон нашите гледачи и фанови, нели, џентлмени во подем и веќе искусни џентлмени, како што јас љубам да кажам. Се надевам дека ќе се искоординираме и за фотки за да видат за што станува збор. Па така, да. Вака сега мотоциклот кој што ти го напомена, тој е член на моето семејство, така љубам да кажам, бидејќи тој е повеќе од 30 години во моје поседување. Практично љубовта кон класичните автомобили и мотоцикли е одамна. Буквално од најмалите денови. Таа се гради, значи кулминацијата достигна кога јас го набавив тој мотоцикл, кој што нормално си беше во состојба како што си беше. Сегашната состојба е плод на повеќе од 10 годишна реставрација. Да, и тоа е многу интересно, меѓутоа некако со текот на годините картите се поклопуваат и се повеќе луѓе кои што себе се гледаат и се детектираат како џентлмени, ги сакаат и ги почитуваат и тие старини, да кажем, или класични возила. И например јас покрај мотоциклот кој што ти го напомена, имам уште други 2-3 возила кои што се во постапка на реставрација и се надевам дека многу скоро ќе ги красат улиците на главниот град, па и на државата, зашто да не. И ќе бидат дел од поставките кои што и ние ги организираме со класични автомобили и мотоцикли и ќе биде гордо за целата држава. Супер, ви посакувам успех околу тоа. А една работа, заборави да ја кажеш, член на твоето семејство, да, 30 години во твоја собственост, а самиот мотор потекнува од 51 година. Okay. Го доживуваш како дедо или како постар брат или како? Па тоа е интересно, да, тоа е интересно приказна. Јас кога го купив мотоциклот, тој беше собственост на еден наш семеен повозрасен пријател. А тука од Македонија го купив? Тука е, да. И практично годините на реставрација, инволвираноста на не само моја, него и на моето пошироко семејство при реставрацијата на мотоциклот, едноставно го наметнава како дел од семејството. И практично да,
дедо, постара чичко, така. Да, одлично. Навистина лепота. Ја прв пат кога го видов, можам да кажем официјално дека се заљубив во тоа нешто, во тоа здание, така да тоа е одлично. Кога станува збор за ќе се спомнат моторџи, знаеш, и се нешто ни се вртат кожи, што знае да каже мојот пријател Багабонти, шала на страна. Значи така една кожа, високи чизми, јакни кожни и така натаму, но вие со вашето движење Distinguished Gentleman Ride навистина давате на поинаква слика на целото, затоа што скопските улици личат прекрасно. Луѓе облечени во одела, кои што возат мотори, и тоа е навистина за почит. Еве и ти кажувам и официјално и јавно, секоја чест за тоа. Ајде сега малку околу тоа движење. Како се роди идејата и што се случува? Така. Вака, значи иницијалната идеја на самото движење, мора да кажеме дека Distinguished Gentleman's Ride е најголем хуманитарен мотоциклистички настан на светско ниво, бидејќи досега на самиот настан во овие изминати 11 години земале повеќе од 340.000 луѓе. Значи, зборуваме за 900 градови, повеќе од 110 држави од цел свет, кои што го организираат настанот на ист ден. И идејата е секој настан во целиот свет да има истоветен изглед. Да, така да тоа е многу интересен феномен кој што значи тоа е стартан пред, како што кажав, 2012 година во Австралија. Во Австралија, да, и има една многу интересна приказна. Ќе го злоупотребам времето во емисија да ја раскажам таа приказна. Јас и мојот пријател Благоје Петровски, кој што не живее веќе во Скопје и во државата, иницииравме да се одржи тој настан тука во Македонија. Кога пративме мејл до главниот организатор, ни вратива мејл на македонски јазик. Да. Бидејќи десната рака на основачот на настанот се вика Мики Стојчевски и е македонец кој што е роден и живее во Австралија. И повратниот мејл беше, гласеше, нели, ќе парафразирам, на македонски: баш ми е мило дека конечно еден град од Македонија побара организација на самиот настан. Така да тоа е многу интересен куриозитет. Дури ние го имавме и Мики ни беше гостин пред некоја година тука во Македонија. Така да интересен е феноменот и практично настанот, тоа што ти го спомена, нели, без кожите и без чизмите и така натака, практично настанот сака да даде слика во општеството. Тоа е оној што го зборувавме за джентлменството, дека не мора секогаш мотоциклистите да изгледаат како што ти објасни, и дека не мора да бидат во сообраќајот бучни, дека не мора секогаш да ги прекршуваат правилата, сообраќајните правила. И ние со самиот настан, покрај хуманитарната нишка околу ракот на простатата, исто така сакаме да го подигнеме, да го смениме мислењето на нашите сограѓани, на општеството, дека мотоциклистите може да бидат и префинети господа, кои што учествуваат во сообраќајот следејќи ги сите правила и прописи. И се разбира, сакаме да пратиме порака и до најмладите мотоциклисти дека треба секогаш да носат кацига на главата, бидејќи само кацигата го спасува животот. Кога станува збор за дамите или джентлментките, има ли женски учесници кои што возат мотори, кои што се дел од манифестација? Дозволено ли? Да, апсолутно. Дамите се редовен призор на нашите настани и тоа ни е многу драго, морам да го кажам. Дури нели, како вистински джентлмени секогаш даваме примат, односно ги искачуваме на пиедесталот за да покажеме дека и дамите ни се приклучуваат на самото движење. Ние, јас и како член на мотоклуб, имаме во клубот
4 дами кои што се активни учеснички, кои што имаат мотоцикли, кои што редовно ме пратат на возењата, не само на Gentleman's Ride, него и возењата кои што си ги организираме како клуб. А на самиот настан имаше мислам дека повеќе од 6-7 дами кои што дојде во полна ратна спрема за настанот. Да, иако немам капа, еве ја симнувам официјално за тие дами, а кога станува збор за дамите и джентлмените, морам да најавам една прекрасна дама која што ќе биде дел од оваа емисија малку покасно, после моето добро и гледано и слушнато школа за джентлмени која што ќе биде навистина интересно. Кога станува збор за дамите, сам да најавам една дама која што навистина ја сватила мисијата, джентлменската мисија на овој свет, организаторка на TEDx, TED Talks, нешто што е навистина добро, каде што настапувале и каде што говореле едни од најголемите имиња на оваа планета Земја, како Илон Маск, Стив Џобс и така натаму. Тоа се одржа пред неколку дена во Скопје, а ќе видите за кого станува збор понатаму. Пред да ја најавам оваа пауза вака како што ја најавувам, ќе те прашам дали си за по една чашка вино? Сега го. Одлично. Сега го. Се гледаме за кратко. Се гледаме за кратко. Вино со врвен квалитет во ограничени количини, одбрани сорти грозје и долгогодишна традиција на производство се трите главни причини зошто треба да се проба вино произведено од мала семејна винарија. Секое семејство има своја приказна, а некои имаат и свое вино, со кое ја збогатуваат приказната. Македонија е земја на сонцето и плодната почва. Два услови кои се неопходни да се негуваат вековната традиција на одгледувањето врвни вински сорти грозје и тајните на производството на вина од светски ранг. Во последната година, во земјава се создадоа услови покрај големите да почнат да работат и околу 40 мали семејни винарии. Винската приказна доби нова димензија, а туристите уште една можност да уживаат во нови вкусови на македонски вина. Да се одгледува винова лоза, но истовремено да се биде и производител на вино е голем предизвик за едно семејство, но и голема шанса за промоција на регионот и земјата. Производството на вино се прави на традиционален начин и во тој процес е вклучено целото семејство. Речиси сите винарии имаат голема семејна традиција на производство, која сега се подигнува на едно ново, повисоко ниво и им овозможува на многу посетители и туристи да уживаат во вкусовите и квалитетот на виното кое со векови се прави новие простори. Како се зголемува бројот на малите семејни винарии, така расте и се развива винската култура. Се зголемува популацијата која конзумира вино, се отвараат нови продавници, а во рестораните евидентна е зголемената продажба на вино во шише. Луѓето се љубопитни, прашуваат и сакаат да научат за виното, за уникатниот однос со храната и различните комбинации, кое вино со каква храна оди. Сакаат да пробаат и нови вкусови, а и некои стари и позаборавени. Се повеќе се бара познатата наша темјаника. Масивната италијанска винска индустрија произведува над 5 милиарди литри вино секоја година, но сепак семејните бизниси кои произведуваат вино со генерации се уште уживаат значителен успех. Во минатото, тие го обликуваа не само лозарството, туку и руралниот начин на живот. Многу од нив и денес остануваат во првите редови. Антинори, Италија, Бадија Пасиџано, еден од најважните имоти во семејниот бизнис за производство на вино на семејството Антинори. Во 1202 година семејството се сели во Фиренца по уништување на замокот Комбиате. Во 1385 година Джовани Ди Пиеро Антинори станува член на еснафот на винариите на Фиренца, познат како Арте Фиорентина деи Винатери. Денес винаријата е во рацете на 26-та генерација на семејството, а модерната винарија Антинори Нелкианти Класико е архитектонско ремек дело. Изграден е во 2012 година во Барџино, огромниот покрив на винаријата гледа на лозјата и се гледа оддалеку. Една од неговите најголеми карактеристики е масивното спирално челично скалило што се издига од подрумот до покривот и ги поврзува трите нивоа на зградата.
Лозијата околу винаријата се состојат од италијански сорти грозје. Со мене денес имам една дама која што мене ми е посебно драга, една жена која што од Лос Анџелес, Калифорнија дојде специјално и ексклузивно во Gentleman магазин, а тоа е Арта Закири. Арта, ти благодарам што си дел од мојата емисија и што ја прифати поканата да бидеш моја гостинка. Како си? I'm good. I'm good. Thank you for asking and a pleasure to be here as well. Ти благодарам многу. Дали може на кратко да ми кажеш кој е Арта? Well, in short, I Yeah. am a serial entrepreneur and an HR strategist. I founded the company True Talent, through which I do HR and recruitment strategizing and consulting to a variety of different companies throughout the US. I also have an electrical business, so a construction company local in California, one of the few licensed women in electrical in California, and the only licensed Albanian woman in the whole US, which is pretty cool. Also, I just recently organized my first TEDx event, and I'm a TEDx organizer as well. So there we go. Браво, импресивно навистина, а слушнав дека TEDx поминало многу добро и дека вашиот модератор бил навистина на ниво, си ја завршил работата како што треба. Yeah, absolutely. He was extremely charming. I'm sure you know him. So, but yeah, it was absolutely amazing. You were amazing on stage and really represented what our vision for it was as well. So we thank you for that very Ти much. благодарам и благодарам на сите. Калифорнија, Скопје. Да сакам да направиме една паралела, затоа што ова е нели сепак Gentleman магазин. Джентлмените во Европа и во Македонија сите ги замислуваме некако облечени вака, одело, леп пирмашна. Но Калифорнија е на топла земја каде што луѓето не многу често се облекуваат премногу, нели, одат и поразголени. Дали и покрај тоа што не носат толку многу одела, постојат джентлмени во Калифорнија и во Лос Анџелес? Absolutely. I mean, California has one of the nicest, most well-spoken and well-mannered people from the whole US. New York is kind of known for more aggressive people, but California is everyone just acts amazing there. They don't dress as well. They're not always in a suit and tie, but you'll find them mostly with sweats and shorts and probably sneakers, but they're 100% gentlemen, and definitely can find one of the nicest people there, of course. So. А кога би можела да направиш еве паралела помеѓу бизнис светот во Америка и во Македонија, можеш ли да издвоиш добри и лоши страни? Каде е подобро, каде е полошо? Oh, that's a tough question. I mean, I'm sure that everyone has a dream that America, in terms of business, that they're ruthless and they're, you know, always looking out for their own interests. But honestly, that's not the case. I feel like a negative of what we have here is that. Here in Macedonia, I've noticed that people do look out for their interests more. They don't work as much as a collective. But in the US and especially in California, everyone is very, very, very supportive. Everyone wants to be successful together. The more successful people there are moving forward, the more of a chance the next person has, and the more success they have personally too. So I feel like if you're raising as a society and as a city, as a collective, then overall you'll be a lot happier and a lot more beneficial in terms of work and business. А што мислиш, дали тој бизнис стил што ти го имаш, нели, како жена од Америка, а пред се жена од Македонија, дали сметаш дека тој бизнис стил ние можеме доволно джентлменски да го прифатиме кај нас во Македонија? Дали сме спремни на такви промени? I hope so. Definitely I see hope. That is why I'm here. That's why I want to help bring a part of what everyone here can't see. You know, I feel like we're ready for a change. I feel like we're ready for something more. So that's why I want to bring in what I'm good at and kind of help spice up things a little bit. And I think there's a lot of amazing, successful people here who are just ready for the next thing. So yeah, absolutely. А кога станува збор, генерално зборувам сега, дали мажот е доволно джентлмен,
напрема жената, не зборувам сега за Калифорнија, зборувам за тука, како човек кој што доаѓа од Калифорнија често тука и може да ги види работите од една трета перспектива. Што мислиш, дали мажот во Македонија доволно ја цени својата жена како фигура и ако не, што би препорачала ти како жена на машкиот пол во Македонија? There is a difference for sure from how men treat women in Los Angeles and here. But I feel like here a lot more men are starting to become more open-minded, and starting from my own partner and husband, he's from here, from Skopje, and he's 100% supportive of everything I do and being myself, and I appreciate that to the fullest. So I'm blessed in that manner, and I feel like we've, as a couple, have started to become more of an example for others who are locally. And we just started to connect with more and more people who are on the same level and that treat each other with such a high level of respect. So I definitely think that men are starting to do it as well. A recommendation of mine would be to allow your partner, your wife or your girlfriend, whatever that be, or your coworker, to say her piece or say her mind, speak her mind, and ask more questions about what they would think in certain situations, because they do have a lot of input to give, whether it be at home or at work or anywhere at all. Yeah, I think that's my biggest recommendation, is to listen more to what women have to say. Околу TEDx малку, затоа што во светот TEDx е нешто што е навистина high class, а тука кај нас многу не е познато. Колку TEDx е джентлменска организација пред се, затоа што да си джентлмен треба да сакаш да им помагаш на другите пред се, па после на себе си. Дали сметаш дека TEDx е джентлменска организација, джентлменско збиднување, и што е TEDx пред се? Повели. I definitely think TEDx is a gentleman's kind of organization. It has that personality behind it, and because it allows everyone to speak their mind, to be creative, it encourages people to be themselves, but also in a respectful manner, to be inclusive in who wants to be on stage as well. But more so, I feel like also having you as a moderator there really allowed us to portray, and you really held that gentleman's vibe throughout the whole time as well. So it really inputted a lot in terms of that, and really brought our vision to life. And TEDx is an organization where our goal is to really be on a world stage, and that's what it does. It really allows for stages to be created locally all over the world, and to bring voices to life and broadcast it to population all over the world, so that new ideas can be heard. Because there are a lot of amazing ideas here locally and internationally that not necessarily had the chance to be heard. So that's kind of our goal with this. И за крај би сакал да те прашам, кога ќе направиш една паралела повторно помеѓу Калифорнија и Македонија, каде има навистина повеќе джентлмени, во смисла не само по аутфит и така натаму, од внатре, значи кога навистина ќе се замислиш каде се поголеми джентлмените, таму или тука? Be honest, please. Honestly, there's more gentlemen in the US, but I will say, when I compare Los Angeles with Macedonia in terms of dressing, a lot more well-dressed men are here and gentlemen are here. So you guys definitely go further with that. And I've been, getting to know more and more gentlemen in terms of their inside and their characters as well. And I just look forward for us to keep moving forward and doing better. That's a good, you're a good diplomat, you know? Yeah, try to be. Политички одговор. Ти благодарам што беше дел од мојата емисија. Thank you so much for having me. And yeah, I look forward to seeing your successes and moving forward. Да, заедно сме посилни секогаш. Awesome. Благодарам. Yeah, thank you. Петте работи без кои што јас не можам се. Добар 8-часовен сон, добро кафе, вода, многу вода, кафе и кафе.
И како што ти ветива, нели, джентлменот кога ветува мора и да оствари. На здравје. Да го држи својот збор. Секогаш. Помина едно интересно школо за джентлмени кое што се надевам дека тој што сака да научи секогаш може да научи. Ете ние го воведовме од втора сезона тоа школа за джентлмени каде што секогаш најдуваме интересни теми да ги презентираме кон джентлмените што се во подем и веќе истакнатите джентлмени, затоа што трасирањето на патот и одењето на джентлменскиот пат е долг и нема крај никогаш. Па мислам дека не ни завршува кога ќе згаснат нашите животи, тоа продолжува мисијата, секогаш мора да трае, а ти го знаеш тоа многу подобро. Едната од ќе те прекинем, едната одлика на вистинскиот джентлмен е континуирано учење. Дефинитивно, дефинитивно. Затоа што ние сме сите сунгери и треба да пиваме цел живот, доволно. Кога сме веќе тука кај пијалоците и направивме едно живели, во што сакаш да уживаш најмногу, во што уживаш најмногу, уствари? Бидејќи зборуваме за алкохолот како нели сегмент на уживање, јас секогаш преферирам добра чашка ракија и чашка нели фино виски, фин коњак. Љубител сум, делумен љубител сум на виното, морам да признам. Не дека не го сакам, меѓутоа сметам дека не сум доволно навлезен за да можам да бидам квалификуван да разговарам за добро вино, да препознам добро вино. Затоа фокусот, да кажеме, повеќе на добрата чашка ракија или на добар тврд пијалок. Кога станува збор за, нели, во светот постои една дебата што е постаро и кој е пијалокот на боговите, дали виното, дали пивото, затоа што првите ќупови што се најдени најстари биле со пиво, уствари со ел, а не се знае дали тоа било вино или пиво. И сега малце тука има една дискусија интересна светска што се случува, но да не филозофирам многу, што мислиш кога станува збор за пивото? Знаеш да се напиеш пивце? Па јас сум љубител на пиво, морам да признам. И секогаш нели со ручекот преферирам да се напијам една-две чашки пиво пред виното, морам да кажам. Меѓутоа има една многу интересна приказна, тоа ти што го постави како теза, ќе кажеме една анекдота, животна. Пред повеќе од 13 години имав можност да ја посетам Јужна Африка. Добро. Со еден мој драг пријател. Бев негов гостин и нели човекот живееше тука, ги проба нашите вина, меѓутоа секогаш ги фалеше јужноафриканските вина. Со тоа што отидовме на посета на пиварија во Јоханесбург, сопственик на ланецот Хајнекен и така натака, да не набегуваме во сопственоста, нели? Да. Интересно беше дека во пивската прошетката започна од моделирано африканско село, Добро. каде што традиционално домаќинката произведувала за мажот, произведувала домашно пиво. Ова зборуваме во историјата порано. Ова зборуваме пред повеќе од 1000 и Так, добро. И кусур години. Значи они го имаат практично го имаа реплицирано начинот и амбиентот, нели, од тие времиња. Имав можност да го пробам тоа пиво, кое што беше буквално некој вкус помеѓу пиво, киселкасто вино и Да, тоа е тоа. Некој недефиниран. Дефинитивно недефиниран вкус, нели, по изглед и по форма течност која што не е провидна како денешните вина и пива, меѓутоа тоа е тоа. При пријавата за учество на настанот се донираат средства за кои што подоцна ќе бидат донирани, нели, на... Така, да, значи настанот е замислен и организиран целосно джентлменски. Што значи тоа? Тоа значи дека должноста на секој потенцијален учесник е да се најави на светската веб страница, да креира свој профил и попатно е упатно и пожелно да донира средства колку што тој милува и колку што тој перцепира дека може да помогне во... Но не е облигација да се направи. Не е, тоа не е облигација.
со тоа што ние секогаш ги поттикнуваме како организатори, секогаш ги поттикнуваме учесниците да ја направат таа донација, бидејќи сепак не е возењето не е главната одлика на настанот, главната одлика на настанот е ширење на свеста, ширење на зборот за ракот на простата, отворање на таа тема секогаш кога имаме можност како сега јас и ти. Така, бидејќи со секој отворен разговор, со секој преглед сме чекор поблиску до спасување на еден машки човечки живот. А самата донација и поттикнување на другите, на нашите пријатели, нашето семејство и така натака преку социјалните мрежи да не поддржат и со тоа да направат една донација, само изголемуваме цифрата на средства кои што ги споменавме до почетокот на оваа година беа 31,5 милион долари. Морам да напоменам дека Скопје е меѓу водечките градови во регионот по бројот на учесници, но пред се по бројот на собрани донации. И еве за компарација, не служи оваа информација како надпревар, меѓутоа за компарација до вчера бевме град со повеќе собрани донации, да кажеме, од Солун. Кој што се смета за мотоциклистички град, град со повеќе милионски град и така натака, така да Скопје имаат сенс за настанот, имаат сенс за хуманитарен дел, бидејќи И како што гледате се случи малку магија тука на нашата масичка. Секој добар джентлмен со добро винце мора да има некакво мезе, народски кажано, тука кај нас, а тоа се добрите апетисани кои што финиот персонал на Play Cafe не услужи, шала на страна. Те прашав за олтајмерите и целата таа филозофија на враќање во живот, уствари одржување на текот на животот на нешто што се вика класика. Од каде таа желба, што се случува, како изгледа тоа и дали е убаво кога ќе видиш еден стар дедо да трча? Како би била таа компарација? Па види, тоа е една, да кажеме, една посебна филозофија на живење. Јас така доживувам. Буквално јас така доживувам, бидејќи класичните автомобили и мотоцикли ги сакам уште од најраните денови. Бидејќи, со секоја чест на новодопските возила стануваат се поубави, меѓутоа стануваат се попластични, стануваат се потивки. Младите генерации што ќе дойдат после нас можеби нема да ги памтат моторите со внатрешно согорување, бидејќи ќе се возат на струја. Да. Сето тоа е, претпоставам, причина зашто тој дел од таа гранка, од живењето се развива се повеќе, бидејќи луѓето сакаат да бидат единствени, сакаат да се разликуваат малку од секојдневието, а тоа е овозможено токму од олтајмерите. Значи, реставрирањето, одржувањето, колекционирањето, самото купување, тоа е една приказна за себе, бидејќи секој претходен собственик си има своја приказна околу тоа возило. Да. Ние сега скоро еден мој пријател ме покани да разгледаме една буба стара и за да ја купи. Кога отидовме кај собствениците, значи ние тие беа во повозрастни години и ја имале бубата од нова. Значи целиот животен век бубата обстојувала во нивното семејство. Кога отидовме да ја превземеме бубата, собственикот излезе со тетрадка каде што беше запишана целата историја на бубата. Целата сервисна историја, сите резервни делови кои што се на неја за употребени, се што треба да биде направено во следниот период. И човекот ми го предаде возилото со зборовите: ве молам, чуете бубата како што ја чував јас претходно, бидејќи таа е токму тоа дел од семејството. Да. Така да позади секој таков класичен автомобил си има една соодветна приказна и тоа е цела една филозофија, веќе прераснува
една индустрија, нели веќе и телевизиите си го направија своето. Да. Се повеќе и повеќе има емисии кои што ги третираат класичните автомобили. Се повеќе нели се циркулира таа индустрија со резервни делови и така натака, така да тоа веќе станува и скап спорт. Да, тоа сакам да прашам. Тоа стане Скапо ли е тоа? Па секако да, нели колку е поекзотично возилото, толку одржувањето и резервните делови се поскапи. Меѓутоа тоа не одвраќа да одиме понатака, нели некогаш наоѓаме други решенија, некогаш наоѓаме други добавувачи, меѓутоа да. Значи тоа е настан пандан на овој со моторите. Да. Да, значи Само што не е на две, туку се на 4 тркала. Така, да, значи од минатата година старт на глобално ниво беше стартуван The Distinguished Gentleman's Drive. Тоа е истоветен настан на рајдот, кој што третира истата тематика, ракот на простата. Со тоа што на тој настан учествуваат класични автомобили, олдтаймер автомобили, постари од 35 години. Изгледот на настанот е истоветен. Значи тука е шмекот на хромот, шмекот на старите возила, убавите линии, дамите и господата облечени соодветно, нели таа лежерна атмосфера, со тоа што единствената разлика во тој, значи таму исто го шириме гласот за ракот на простатата, борбата практично и собираме средства, со тоа што тој настан не се одржува во централното градско подречје како што се случува драйвот. На тој настан ние дефилираме низ централното градско подречје, меѓутоа излегуваме вон градот, значи малку да ги ослободиме тие возила да и самите собственици да поуживаат во возењето на локалните патишта и финишираме во некоја соодветна атмосфера, винарија која што не пречекува па ни ги презентира своите вина пропратено со некои фини оброци и така да тој си има нели исто така еден убав тек, една убава агенда. И лани беше првата година, можеме да го најавиме слободно вториот светски драйв кој што се случува втор пати во Скопје. Да, тој исто светски настан од истите организатори. Премиерно беше лани имплементиран. Скопје беше дел од организаторите нормално и годинава веќе е втор пат како го организираме тој настан. Тој ќе се случи на крајот на септември. И тогаш луѓето од Скопје, меѓутоа од другите градови ќе може да не сретнат во градските подречја или по пат да ги видат тие прекрасни автомобили. Убаво, се надевам дека во некој олтаймер ќе седнеме, ќе си помоветиме и сето тоа ќе го документираме нели на камера за на телевизија. Пред крај сакам да те прашам дали кога бираш одреден мотор или одреден олтаймер имаш нешто што го ставаш на себе за да го одбележиш тоа, дали тоа е посебен сад за овој олтаймер или со овие чевли ќе го возам овој мотор. Имаш ли некој таков ритуал или не? Да, ритуалите постојат. Јас како што кажав сум и љубител на часовници, да, затоа ми остана. Дури имам и дел од скромната колекција се часовници кои што се оставени како наследство од дедот, од мојот дедо и така натака. Еве на пример за овој настан сега носам една постара Омега која што е наследство, семејно наследство. И нели кога управуваш таков еден класичен автомобил и мотоцикл, редно е покрај соодветниот аутфит да биде пропратен и со поможност и со нешто автентично тој период. Да. Од тој период на живењето. Навистина интересна приказна, интересен начин на живот. Немам што друго да ти кажам, затоа што ќе се гледаме почесто, ќе се видиме пак, ќе се снимаме пак и ќе се дружиме приватно, затоа што ова е нешто кое што трае, нели како што кажавме, джентлмен не се раѓа, джентлмен се станува и се трасира патот полека и полека. Така да следниот пат ќе бидеме малку повеќе навлезени и јас и ти во целата оваа тематика на джентлменството и ќе си помуаветиме. Повторно ти благодарам уште еднаш што беше дел од мојата емисија. Благодарност до вас за поканата, ми беше чест и задоволство да поразговараме на оваа тема и барем
делумно да ги пренесеме нашите искуства и до сите потенцијални джентлмени и се надевам дека тоа ќе биде препознаено. Дефинитивно. Ќе биде препознаено. Искра пуштивме, ќе се направи огромен джентлменски пожар. На здравје. На здравје. Во Gentleman магазин можете да видите навистина многу джентлмени. Можете да видите навистина многу дами кои што заедно со тие джентлмени го трасираат патот на джентлменството според светските трендови. Луѓе кои што не се само джентлмени и дами од ова поднебје, туку се навистина големи космополити кои што каде и додат по светот не забораваат на својот сопствен дом. Бидете и вие джентлмени, негувајте добри навики и гледајте македонска телевизија.